Наместо на настава, средношколците од Штип и Берово денес беа на улица. Протестираа против математиката како задолжителен предмет на државна матура. Поради тоа што некои средношколци што ќе го продолжат своето образование во областа на медицината или на некој странски јазик, нема да биде потребно математика како задолжителен предмет или предмет кој што ќе го изучуваат во понатамошното образование и затоа сакаме да биде укинет. Околу 80% од учениците се плашат да ќе паднат. Ако паднат на математика, автоматски го пропуштаат први уписи на рок на факултетите. Најмногу на протестите беа матурантите, но поддршка добија и од пониските класови. Ние сме трета година, секако следната година ќе бидеме приморани ние да полагаме, затоа ја поддржуваме и протест. До кога средношколците планираат да протестираат? Протестите ќе продолжат и во наредните денови и се надевам да ќе добиеме поголема поддршка од останатите училишта и на поголема солидарност и еднаквост помеѓу нас учениците. Што за ова велат од Штипската гимназија, од каде бројот на средношколци протестанти беше најголем? Ние сме на страната на учениците и ги поддржуваме во нивните ставови, во нивните барања, затоа што тие имаат право на избор, затоа што тие ќе си ја креираат својата иднина, во крајна линија нели иднината останува на нив и се со цел за да има едно поквалитетно образование, да има кадри кои што ќе се вклопат во сите општествени дејности и ќе бидат носители на истите. Идентично како во Штип беше и во Берово. И таму математиката ги извади средношколците на улица. Како прво и основна и како најбитна цела и ствар е тоа да математиката, значи конечно да се отстрани од како задолжителен предмет за полагање на државна матура. Ако тоа биде усвоено, односно тој предлог ако биде усвоен од нивна страна, нашата цел ќе биде задоволена и не би имале зашто да протестираме понатаму. Ние бараме од граѓаните, значи да не поддржат и тие, затоа што и тие се родители. Повеќето се родители на ученици како нас, исто така и на студенти, и мислам дека на секој родител би му било мило кога неговото дете би положило на матура, но додека имаме математиката овде, мислам дека тоа е невозможно. Во останатите градови во регионот немаше протести, а меѓу протестантите ги немаше и учениците што не се гимназијалци. Наводно таму наставата се одвивала под клуч и под строг надзор на директорите. Инаку од средните училишта, каде што се протестира, најавуваат дека сите изгубени часови ќе бидат надополнети со вонредна настава.